Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Отворете ги вашите Библии кај глава 32 од книгата Создавање. Според мене, ова е еден од најважните текстови во писмото. Сигурен сум дека истото сум го кажал и за други делови во Библијата, но оваа глава е дефинитивно една од тие. Во глава 32 читаме за неколку настани кои представуваат еден вид на точка пресвртница во животот на Јаков. Тоа не значи дека тој конечно се обрати кон Бог. Иако имаше моменти во кои се водеше по телото, а не според Божиот дух, сепак Јаков веќе беше Божи човек. Тоа е една од причините зошто треба да бидеме внимателни кога даваме мислење за тоа дали некој е верник или не. Има многу луѓе кои на прв поглед и според наши стандарди не изгледаат дека се христијани, но тоа не значи дека треба да ги судиме. Господ знае најдобро. Луѓето некогаш се однесуваат спротивно од принципите на христијанската вера, но нивните животи се во рацете на Господ и тој ќе им суди за тоа. Имаше моменти кога Јаков не се однесуваше согласно Божите вистини и принципи. Од друга страна, имаше и моменти кога Бог му се објави и тој покажа некаков вид послушност. На некој начин, тој беше човек кој исповедаше вера во Бог, но не секој пат се однесуваше согласно верата. Доаѓа момент кога Бог ќе се справи со Јаков и тој конечно ќе стане свесен за Божјата слава и големина. Необичаен е начинот на кој Бог ќе го стори тоа. Ќе му го измести колкот на Јаков, повреда која ќе ја носи со себе до крајот на животот. Истото се однесува и за нас денес. Зашто Господ го казнува оној кого што го сака. Тоа е негов метод, начинот на кој Бог не дисциплинира. Претходно размислувавме за Лот, кој, иако беше Божјо дете, сепак на моменти не се однесуваше така. Петар пишува, тој секојдневно ја измачуваше својата праведна душа. Верата на Лот беше тестирана со оган. Иако успеа да се спаси од огнот кој ги уништи Содом и Гомора, тој не успеа да избега од огненото тестирање на неговата вера. Токму тоа е искуството на Јаков. Отиде кај војко му Лаван со цел да се ожени, но правејќи го тоа, тој несвесно се запиша во школото во која се учат најтешките животни лекции. Декан на тоа школо беше Лаван, човекот кој Бог го исползува за да го соочи Јаков со гревот во неговото срце. После 20 години студирање, тој конечно го заврши школото и на крајот рече, доволно работев. Војко му Лаван 10 пати го смени договорот и условите за работа, што значи дека на секои 2 години Јаков добиваше нов договор со полоши услови од претходно. Тоа е животната приказна на Јаков во последните 20 години. Со оглед на тоа што Бог сака Јаков да биде негов достоен представник, доаѓаме до момент кога Бог ќе се справи со гревот во неговото срце, а при тоа и ќе го благослови. Бог го тестира Јаков. Пред да почнеме со читање и проучување на оваа глава, сакам да цитирам стих од Библијата, за кој сметам дека многу добро ја опишува содржината на текстот кој ќе го обработиме. Во Исаија 40:29 пишува: Тој му дава сила на уморениот и му дарува јачина на изнемоштениот. Овие зборови многу добро ја опишуваат следната фаза од животот на Јаков. А рано наутро стана Лаван и ги бакна внучињата и ќерките своји. И ги благослови, па тргна Лаван и се врати во своето место. И Јаков тргна по својот пат и виде војска Божја спротив него и го сретна ангели Божји. А кога ги виде, Јаков рече, ова е Божја војска. И затоа местото го нарече Маханаим. Бог му се објавува на Јаков и започнува процес преку кој ќе го соочи со неговиот грев, со цел тој да биде подготвен да му служи. И прати Јаков пред себе гласници. Јаков е паметен, нели? После поминати 20 години кај војко му Лаван, се врати назад во родниот крај, но се сети дека пред 20 години брат му Исав сакаше да го убие. Затоа, пред да се врати назад, Јаков испрати пред себе гласници, односно дел од своите слуги, чија задача беше да одат кај Исав и да му кажат дека Јаков се враќа дома. Слугите требаше да му се обратат на Исав со Господару, а за Јаков да зборуваат како за негов слуга. Години претходно,
Јаков го украде благословот кој беше наменет за Исав, а сега е свесен за измамата која ја направи и затоа се поставува на поинаков начин. Сега знае колкава е штетата која му ја нанесе на брат му. Бидејќи преку искуството со Лаван, тој на своја кожа дозна колку е тешко да се биде измамен. А имам волови, магариња и ситен добиток, слуги и слугинки. Затоа испратив да го известат господарот мој, за да придобија милост пред тебе. И се вратија гласниците кај Јаков и му рекоа: Отидовме кај братот твој Исав, и ете, тој ти доаѓа во пресред со 400 души. А Јаков се уплаши многу и се загрижи, па ги раздели во две групи своите луѓе што беа со него, и ситниот и крупниот добиток и камилите. Очигледно е дека Јаков е уплашен, бидејќи не знае што значи реакцијата на Исав. Исав не им кажа на слугите што мисли за тоа. Може би Јаков ги потпрашал: Забележавте ли, дали е луд или чувствува некаква омраза кон мене? Мислам дека слугите му рекле: Не, изгледаше дека му е мило што дозна дека се враќаш дома. Се што знаеме е дека доаѓа да те пресретне. Тоа што навидум на Исав му беше мило дека брат му се враќа, за Јаков не значеше ништо. Може би му беше мило што конечно добива прилика да се одмазди. Јаков не знаеше како да го протолкува тоа што се случи. Може би се уште сака да ме убие, си помисли Јаков. Не знаејќи дали брат му е се уште луд, Јаков ги дели луѓето на две групи. Идејата е дека ако Исав ја нападне едната група, другата ќе може да избега. Забележете што се случува во стих 9. Јаков конечно се сети да му се помоли на Бог. И рече: Ако Исав удри на едната група и ја разбие, може би втората ќе се спаси. И пак рече Јаков: Боже на таткото мој Авраам, Боже на таткото мој Исак, Господи, ти кој ми рече: Врати се во земјата каде што си роден и јас ќе ти бидам добротвор. Јаков му се моли на Бог и го нарекува Бог на татко му Авраам и на татко му Исак. Ова е прв пат, барем индиректно, да признае дека му е потребна Божјата милост за ситуацијата во која се наоѓа. Досега секој пат се обидуваше да ги реши проблемите на свој начин, а сега се потпира на Бог. Верувам дека покрај тоа, тој конечно свати дека е грешник. За жал, денес има многу така наречени христијани на кои им е тешко да признаат дека се грешни. Пред неколку години, еден човек ми напиша долго писмо по кое се обиде да ме убеди дека не е грешник. Ми пише за се што сторил во животот, но дека сега е спасен и веќе не е грешник. Без разлика дали е спасен, тој се уште греши и затоа е грешник. Христијаните се грешници кои се спасени по благодат. Се додека живееме на овој свет, во себе ја имаме и грешната природа. Таа грешна природа ќе остане со нас додека сме тука на земјата, но со неа нема да можеме да стигнеме на небото, бидејќи Бог нема да ни дозволи. Грешната природа не е нешто кое може да се поправи, туку нешто што треба да се остави зад себе. Јаков конечно дојде во ситуација во која призна дека не е достоен и ја бара Божјата милост и заштита. Секогаш кога доаѓаме кај Бог со таков став, можеме да бидеме сигурни дека Бог ќе не прифати. Не сум достоен за сите милости и добрини што му ги направи на слугата твој, зашто само со стап го минав овој Јордан, а сега сум господар на два табора. Спаси ме од рацете на братот мој, од рацете на Исав, зашто се плашам од него да не би, кога ќе дојде, да ме убие мене и мајките и децата. Јаков кажува нешто многу интересно. Само со стап го минав овој Јордан. Со други зборови, кога дојде кај вујко му 20 години предходно, тој со себе немаше ништо освен обичен стап кој му служеше како потпора во неговото патување. А сега се враќа назад и со себе има многу луѓе и многу добиток. Тој искрено повика кон Бог за помош. Ноќта, пред да се сретне со брат му, беше многу тешка за него, бидејќи не знаеше што да очекува. Немаше апчиња кои ќе му помогнат да се смири. Стих 13. А ти рече: навистина, јас ќе ти бидам добротвор и ќе направам потомството твое да биде како песокот морски, кој од множество не ќе може да се изброи. И преноќеваа таму таа ноќ, изеде од се што имаше при рака, па му испрати дарови на својот брат Исав. Јаков е многу дарежлив кон Исав. 200 кози со 20 јарци,
200 овци со 20 овни, 30 камили молзници со нивните камилчиња, 40 крави и 10 волови, 20 магарици и 10 магариња. Забележете каква тактика користи Јаков. Му испраќа дарови на брат му Исав. Неговата идеја е една група на слуги да одат и да го пресретнат Исав. Кога тој ќе ги види, ќе ги праша слугите: "Што е ова?" А тие ќе му одговорат: "Ти носиме дарови од твојот брат Јаков." Откако ќе ги прими даровите, по неколку километри ќе го пресретне втората група. Кога ќе ги праша: "Каде одите?" Тие ќе му одговорат: "Да се сретнеме со Исав." Тој ќе им рече: "Јас сум Исав." А тие ќе одговорат: "Овој добиток е дар за тебе од твојот брат Јаков." Целта на тие подароци беше срцето на Исав да биде омекнато пред да се сретне со Јаков. Што всушност направи Јаков? Прво му се помоли на Бог и побара заштита. Но дали му веруваше на Бог? Не баш. Наместо целосно да се потпре на Бог и да се надева на неговата заштита, Јаков крои планови како да го омекне срцето на Исав. Тоа значи само едно: не беше сигурен дека Бог ќе го направи тоа. И ние денес неретко се наоѓаме во такви ситуации. Доаѓаме кај Бог во молитва и со него ги споделуваме нашите бремиња, а потоа, откако ќе завршиме со молитвата, ги земаме бремињата врз себе и продолжуваме да ги носиме. Би се случило тоа, зарем не? Тоа е доказ дека не му веруваме на Бог. Ќе го прочитам стих 17. И им ги предаде на слугите своји, секое стадо посебно. Па им рече на слугите своји: "Врвете пред мене и оставајте доволно растојание меѓу едното и другото стадо." И му заповеда на првиот велејки: "Кога ќе те сретне Исав, братот мој, и те праша, велејки, чиј си и каде одиш и чие е тоа што го тераш пред тебе? А ти кажи: на слугата твој Јаков, а ова му го испраќа како дар на господарот свој Исав. И ете, самиот доаѓа по нас." Јаков доаѓа. Тоа требаше да биде пораката на слугите, кој ги прати пред себе. Тој веќе имаше план како да го смилостиви брат му. Стих 20. Истото им го заповеда и на вториот, и на третиот, и на сите што одеа по стадата, велејки: "Така кажете му на Исав кога ќе го сретнете. И уште речете: ете, Јаков, слугата твој, доаѓа по нас." Зашто си велеше: "Ќе го смирам со даровите што дадат пред мене, па ќе му го видам тогаш лицето. Можеби и ќе ме прими." Така даровите тргнаа пред него, а тој преноќева таа ноќ кај таборот свој. И ноќта стана, па откако ги зеде обете жени своји, и обете слугинки, и 11 синови своји, го премина потокот Јавок на едно плитко место. Тоа се настаните кои се случија пред Јаков да го има најважното искуство во животот. Во текстот пишува дека дојде до потокот Јавок, на ненаселено место. Пред многу години, кога бевме во таа област, го посетив потокот и направив неколку слики од стадо овци кои пиеја вода. Местото се наоѓа помеѓу два мали рида, а областа денес и припаѓа на државата Јордан. Јаков дојде на тоа место, но не за да ужива, туку затоа што беше исплашен. Години претходно го измами брата си Исав и избега од домот. Сега дојде момент пак да се сретнат и не знае како Исав ќе реагира. Јаков му помогна на семејството, слугите и добитокот да поминат од другата страна на реката, а тој остана сам. Ако дојде брат му и ако сака да го убие, тоа ќе им дадеше можност на другите да избегаат. Борба со Бог. А откако нив ги зеде и ги преведе преку потокот, пренесе и се друго што имаше. Ако го остана Јаков сам, тогаш некој се бореше со него до зори. И кога виде дека не може да го совлада, му го стегна зглобот на бедрото негово, така што на Јаков му се измести колкото од зглобот додека се бореше со него. Има неколку нешта кои сакам да ги напоменам во однос на овој боречки надпревар. Некои луѓе велат дека Јаков сакаше да се бори. Сметам дека тоа е далеко од вистината. Јаков не сакаше да се бори со никој. Не заборавајте во каква положба се наоѓа во овој период од животот. Од една страна, што туку се збогува со војко му Лаван, кој со години го злоупотребуваше, а од друга страна, треба да се сретне со брат му Исав. На некој начин, тој се наоѓа помеѓу чеканот и наковалната. Не знае на која страна да се сврти.
Не ми се верува дека некој во таква положба сака да се бори со уште една личност. Прашањето кое многумина си го поставуваат е: кој е тој некој кој се бореше со Јаков таа вечер? Има многу мислења и шпекулации во однос на идентитетот на оваа личност. Јас лично сметам дека станува збор за Господ Исус Христос. Еве ја причината зошто верувам дека е така. Ке прочитам неколку стихови од глава 12 од книгата на пророкот Осија. Ефрем ме обкружил со лаги, а домот Израелов со измами, но Јуда се уште се држи за Бога и верен му е на светецот. Ефрем пасе ветар и трча кон источниот ветар. По цел ден се ги намножува лагите и насилствата. Склучува сојуз со Ашур, а во Египет праќа масло. Но и со Јуда Господ ќе има суд. Тој ќе го казни и Јаков за постапките негови и ќе му плати според делата негови. Уште во утробата мајчина тој го потиснуваше брата си. А кога порасна, тој се бореше и со Бога. Тој се бореше против ангел и го победи, заплака и го замоли. Во Ветил тој не најде и таму зборуваше со нас. А Господ е Бог над силите, Јахве е името негово. Моето мислење е дека самиот Господ Исус Христос беше тој кој се бореше со Јаков таа ноќ. Стих 25. Ако го остана Јаков сам, тогаш некој се бореше со него до зори. Јаков не планираше да се предаде во оваа борба. Тој не беше тип на човек кој лесно се откажува и затоа се бореше. Конечно, онај кој се бореше со него, му го измести колкот и му рече: "Пушти ме веќе, зора е." Јаков одговори: "Нема да те пуштам се додека не ме благословиш." Што се случува? Јаков не се бори со Бог, но сепак се држи за него. Тој свати дека единствениот начин за да напредува духовно во животот е ако се држи за Бог. Многу години предходно, дедо му Авраам ја научи токму истата лекција. Затоа одговори со амин на Божите ветувања. Тој му поверува на Бог и тоа му се засмета за праведност. Свати дека е подобро да му верува на Бог, отколку да се бори против него. Кога ќе се најдете во таква животна околност, верувајте му на Бог. Пред некое време добив неколку писма од луѓе кои минуваа низ тешки околности и признаа дека Бог им е единствената надеж. Еден од нив беше зависник од дрога, кој самиот ми кажа дека Бог му е единствениот спас. Друг го загуби своето мало дете и ми се обрати за помош и молитва. Ако научите да се држите до Бог, тој ќе ви помогне без разлика со какви околности се соочувате. Името на Јаков е променето во Израел. Па тогаш рече: "Пушти ме веќе, зора е." Но Јаков одговори: "Нема да те пуштам додека не ме благословиш." И му рече: "Како се викаш?" А тој одговори: "Јаков." Тогаш му рече: "Од сега името нема да ти биде Јаков, туку Израел, зашто се бореше со Бога и со луѓето и ги победи." А Јаков праша и рече: "Кажи ми го името твое." А тој одговори: "Зошто прашуваш за името мое?" И го благослови таму. Верувам дека ова се однесува на Господ Исус Христос пред да се отелотвори. И Јаков го нарече она место со името Пенијел, зашто рече: "Бога го видов лице в лице и останав жив." Бог мораше да му го измести колкот за да допре длабоко во него. Да, вистина е дека Бог му направи штета на неговото тело, но тоа што е важно е дека допре длабоко во неговата душа. Ке видите дека од сега натаму Јаков ќе покаже нова духовна природа и повеќе ќе се надева на Бог. Има уште еден човек на кој му се случи нешто слично. Станува збор за личност од Новиот Завет, потомок на Јаков, чие име беше Савле од Тарс. Самиот тој пишува во глава 7 од посланието до римјаните, дека за него е подобро да се надева на Божиот Свети Дух, отколку на своето тело. Истото важи и за вас. Може би сакате да се промените, но сами нема да може да го направите тоа. Дозволете му на Светиот Дух да ја направи промената во вас. Како? Ако целосно му се предадете и се надевате на него. Тој ќе започне процес на промена. Јаков го направи токму тоа. Тој победи, но не затоа што се бореше, туку затоа што се предаде на Бог. Тоа е единствениот начин на кој можеме да победиме против гревот, ако целосно му се предадеме на Бог.
Тука ќе го завршиме денешното проучување. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.